Вардар се враќа од Ѓорче Петров со 3 бода кои злато значат и со тоа ја остварува својата најава дека борбата за опстанок во лигата продолжува и ќе се води до крај. Денес на стадионот во Ѓорче Петров вардарците постигнаа 1 гол, успеа да не примат ниту еден и на тој начин успеа да победат со 0:1 со голот на Милосавич постигнат во 35-та минута по една добро изведена акција откако беше досуден слободен удар за Вардар некаде на средината на теренот. Глишич и Мишковски добро се проиграа, а Лемос од десната страна нафрли остро пред голот на Македонија Ѓорче Петров, каде што Милосавич со силен удар речиси ја скина мрежата на домашниот голман. Тоа беше гол за 3 големи бодови на Вардар кои го оставаат во оваа безмилосна и жестока трка во борбата за опстанок. Што друго да се каже за овој надпревар, освен тоа дека се играше многу коректно, иако судијата Марјан Младеновски од Скопје покажа многу жолти картони и на двете страни. Дурански, Николовски кај Вардар, Лемос кај Вардар, клупата на Вардар доби жолт картон, Темелков, клупата на Македонија Ѓорче Петров, Али и Темелков од Македонија Ѓорче Петров пожолтеа. Многу жолти картони, Алексовски исто нововлезениот на еден мирен надпревар. Можеби и критериумот беше тој во секој случај изедначен. Она што останува да се забележи на овој надпревар е и шансата за 2:0 на Вардар некаде 86-87 минута кога по еден контранапад вардарците се најдоа речиси во идеална ситуација да го постигна вториот гол. Милосавич, младиот интернационалец на Вардар, направи еден мини соло пробив во срцето на 60-сетникот, добро ги испинтира противничките фудбалери, успеа да си создаде ситуација за удар, силно шутираше, а топката удри во натрешниот дел на градата, се одби, да не речем падна на 30 на сантими од гол линијата и не сакаше да влезе во голот. Тоа беше убедливо добра, можеби најдобра акција на овој надпревар која што не вроди со плод. Домакините покажаа дека и на нив им требаат бодовите во овој надпревар, посебно кога Вардар победе и кога на полувреме се отиде со предност на вардарците. Тренерот Тони Джангаровски на полувреме направи дури 3 измени. Во игра влегоа Алексовски, Темелков и Андреј Јаго. Тоа само по себе покажа дека Македонија не беше задоволна од резултатот по првите 45 минути и дека и таа влегува во оваа борба, влегува во оваа битка да постигне гол, да издрмни, па дури да победи бидејќи и нејзе бодовите и беа неопходни. Сепак, она што се случуваше на теренот, она што се однесува до фудбалската статистика, посетот на топката, организацијата на акциите и некоја сигурност во играта оди на страната на Вардар. Имено вардарците беа далеко посигурни во контролата на таа топка, посебно во последните 10 минути кога успеа да ја сочуваат во свој нозе и на тој начин да ги освојат овие мощни 3 важни бода. Вредно да се спомене дека Вардар играше со изменен состав. Тренерот Александар Васовски беше принуден од првичниот состав да ги изостави Ивица Брадаровски и Аздер Омерагик, а секако и отсуството на капитенот Дарко Мицлевски, популарен од Панта, и овој пат беше пополнето со Мартин Блажевски во задната линија и се надеваме дека сепак Дарко Мицлевски, кој беше присутен на овој надпревар и кој најискрено се израдува на овие 3 бодови, ќе се врати брзо во екипата. Она што помалку зачудува се изјавите на вардарците кога во оваа еуфорична атмосфера и за нас и за нив, тука сме да ја споделиме радоста. Во пресет на камерата на продукција Скок излезе нововлезениот Жоглев кој по подолго време се врати во тимот на Вардар и тоа е добро да се заостри конкуренцијата. Тука беше водачот, атаманот на ВД раководството Милорад Миленковски, Мики Миле, кој исто така даде едно свое кусо видување, секако шефот на стручниот штаб Александар Васовски исто така не го криеше своето задоволство. За жал да не кажам, еден од постојаните гости на продукција Скок, голманот Филип Гачевски, дали од еуфорија, дали од радост, дали не знам од кои причини, не беше расположен
за изјава за продукција скок. Не се и тоа останува забележано на овој натпревар. Поважна е победата, поважни се овие 3 бодови на Вардар, со кој Вардар останува на последното место на табелата, но веќе има шанса во среда на оној заостанат натпревар кога гостува во Кратово против Силекс, со нови евентуално бодови да се помрне од оваа позиција. А да, завршиме и таму кај што почнавме. Борбата за опстанок, она што комитите им го порачуваат на фудбалерите, она што го пеат во текот на 90 фудбалски минути и што го покажаа и овде во Ѓорче Петров, а она што го почнаа во средата против Струга Тримлум на стадионот на тренинг центарот Петар Милошевски, едноставно останува пораката. Одиме во борба за опстанок до крај со вас. Каде и да сте, и ние сме тука. Македонија, Ѓорче Петров, Вардар 0:1, полувреме 0:1, стрелец на единствениот гол Михајло Милосавиќ во 35-та минута. Мијалче Доргутов, продукција скок, 17-то коло на првата македонска фудбалска лига, стадион на Македонија, Ѓорче Петров, насело Ѓорче Петров во Скопје. Ajde, sestro, čestito. Neka mi se množat. Šefe, čestitki. Bravo, čestitki. Еве, честитки за победата после 4 порази на гостински терен, 3 бода. Се е тоа окей, меѓутоа сепак пак сме последни и мора сега да се фокусираме среда со Силекс, каде што се надеваме ќе продолжи тој еден Континуитет на победи. Ајде, честитки со средја. Честитки, после 4 порази, еве една победа. Конечно, влегуваш во игра подобар си со повредата што ја имаше. Денеска доби шанса, како се чувствуваш? Еве, убаво е да стартуваш со победа. Така. После долго време се враќам од повреда. Малце заморно, ама заслужено. И многу е сватка победата, што сите заслуживме. И мислам дека уште ќе идеме победи, ова нема да застане. Сега имате надпревар во среда со Силекс, после следува Тиквеш. Зборува за тоа? Победа, само победа. Само победа. Само победа е опција. Ти се чувствуваш добро? Закрепнат се. Се враќам полека и мислам дека ќе добивам шанса и колку и да добивам шанса ќе дам максимум за својот тим. Тука нема да застане. Мора да биде така. Ајде, се среќа нека. Честитки.
Милорад Миленковски, Мики, убаво е да се победи после 4 порази и тоа на гостински терен. Честитки за победата, следува во среда Силекс, после тоа Тиквеш. Збор 2. Види, значи убаво е чувството да се победи на гостински терен после многу долго време, уште од ланската сезона. Убаво е чувството да се вратиме во игра и емоциите цело време се тука. Не сакам многу да должам во врска со ова, значи затоа што само ова е еден од трите чекори кои што треба да ги изодиме до крај. До крај. Но чека веќе у среда дерби во Кратово, кај што се надеваме дека ќе имаме оваа поддршка како што имавме тука, како што имаме низ цела сезона и низ годините наназад. И последните две кола да дадеме се од себе, да извлечеме што можеме, бодови повеќе, да се вратиме во игра на табелата и да го вратиме Вардар таму каде што треба да биде. Да го вратиме. Фала ти, Мики. Фала. Не ми правите сега, ве молам. Не ми правите сега, ве молам. Не ми правите сега, ве молам.